почнам да ја читам македонската порака. Почни на мајка кој да најдем. Целото наше постоење е една голема игра. Танцот на Лилит, играњето улоги, движењето на енергиите, играта на шива што создава и разорува. Светот е секогаш прекрасно место, но светот на танцот е секогаш попрекрасен. Танцот е оаза за танчерот, хореографот и за гледачот кој е желен за слобода, радост и безбременост. Човештвото танцува кога е среќно. Кој танцува зло не мисли, има вистина во оваа парафраза или изрека. Невозможно е да се планира војна додека се танцува. Замислете кога сите војници на светот би танцувале, би заборавиле на деструкција и би копнееле по музика. Кога политичарите би танцувале, би ги преплетувале рацете за да ја разубават политичката хореографија, за да го слават единството, а не поделбата на луѓето и светот. Кога работниците би танцувале со насмевка би оделе на работа. Кога младите би танцувале со старите, тоа би ги кревало старите од постела да не бидат осамени. Секој дете знае да танцува. Децата танцуваат спонтано и раздрагано и кога светот на возрастните ќе се вмеша со барања и ригидност, детето ја губи спонтанноста. Ние танчерите, низ долготраен процес на повторно осознавање и ослободување на телото, учиме како да ја вратиме спонтанноста на детето и да ја споделиме со човештвото. Се е танц, секупниот живот како да танцува. Дури и пластичната кеса која подскокнува на ветерот танцува. Танцуваат гремушките во пустината, додека се движат бешумно, птиците што блескаат од рефлексија на капките вода од бреговите на океанот, големи камења кога се одронуваат од карпите, танцуваат разорувачки танц на природата. Планетите танцуваат околу Сонцето, Сонцата во галаксиите, галаксиите во мултиверзумот на вечноста. Колку сме големи и мали ние танчерите. Но и кога сме мали носиме голема радост и тоа ни е награда. Ръкоплескањето е милозвучно, ритмичката игра на дланките што слават креација и создаваат креација. Уметноста е света. Танцот изборува сите јазици. Танчерот го разбираат и на крајот на светот. Јазикот на танцот е примерен, остварува непосреден контакт со реалниот дуален свет во кој не постојат објекти. Танчерот и светот се едно, а сцената, било да е во театар или на врвот на Хималаите, е нашиот дом. Да живее танцот и да живее уметноста. Да живее! Да живее!